Додека државниот обвинител Љупчо Коцевски го пишува одговорот на владините обвинувања и негира дека сторил крупни грешки и дека работел непрофесионално, премиерот останува на својата позиција и најавува дека мегданот за аргументите ќе биде во собранието, каде ќе се одлучува за неговото евентуално разрешување. То да почекаме да дојде предметот пред пратениците, па дури потоа можеме да коментираме што е тоа што ќе се разговара и ќе се дебатира и кои се тие аргументи со кои што практично ќе се оспорува или демантира изјавата или ставот на Коцевски. Јас можам моje мислење да кажам дека апсолутно не се сложувам со неговиот став и со неговото мислење, но тоа е само моje мислење, јас не одлучувам. Акцијата на владеачкото мнозинство насочена кон правосудството продолжува и следната недела, кога во собранието се закажани интерпелациите за 5 члена на судски избрани во законодавниот дом. Но и во Советот има набиена агенда со седници. Па во вторник 5 члена ќе бидат пред избор. Дали ќе одат на седница на своето работно место или пак на онаа во собранието, каде што на дневен ред е нивната интерпелација. Со оглед на тоа што имаат право и таму да се обратат пред претениците. Третата варијанта е да бидат малку ваму, малку таму, со оглед на тоа што двата објекти се на блиско растојание. За сега најголемиот дел од нив не потврдуваат дали ќе застанат на собраниска говорница или пак ќе останат на работното место. Во писмените одговори до собранието, но и во изјавите за медиумите претходно тврдеа дека нема да се поднесат оставки да помине интерпелацијата, која меѓу другото ја сметаат и за упад во судската власт. Додека власта е гласна за разрешување интерпелации на функционери од правосудството, течат роковите за исполнување на обврските од реформската агенда, договорена со ИЛ, со која треба да се сменат повеќе закони, меѓу кои и оној за судскиот совет, со кој, меѓу другото, треба да се воведат појасни критериуми за избор и разрешување на членови на ова тело.